Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе ја проучуваме тематиката на првото и второто послание до Коринтијаните. Четврток, 16 јули. Начинот на живот како одраз на крстот. Фактот дека не треба да формираме клики, особено околу човечки водачи, не значи дека не треба да ги поддржуваме оние кои играат улога на водачи. Треба да ги цениме и да им помагаме на оние кои раководат со работата на црквата. Бог ги овластува луѓето да ја извршуваат неговата работа на земјата. Црковните водачи, кои во својот живот покажуваат покорност представена со крстот, заслужуваат христијанско почитување и подкрепа. И ова е така затоа што само крстот има моќ секој манипулативен облик на контрола да го претвори во послушност кон Божјата реч. Христоликите водачи го припишуваат успехот на нивната служба само на Бога. Дури и Исус во својата земна служба му ја припишувал целата слава на Бога. Јован 17:4. Според Павле, верната христијанска служба мора да се темели на она што можеме да го наречеме теологија на крстот. Крстот е Божје откровение на неговата мудрост и моќ да спаси. Во исто време, тој ја представува човечката мудрост како безумие. Во 1 Коринтијаните 4:1-13, Павле јасно покажува како изгледа таквата теологија на крстот. Прво, тој истакнува дека Бог е оној кој ги поставува стандардите за христијанско водство. 1 Коринтијаните 4:1-5. Второ, тој укажува на фактот дека страдањето е обележи на вистинската христијанска служба. 1 Коринтијаните 4:9, 11, 12 и 13. Ова второ тврдење заслужува понатаму да се разработи. Прочитајте ги стиховите во 2 Коринтијаните 11:23-28 и Колосјаните 1:24. Што научат тие за тоа што значи да се страда за Христа? 2 Коринтијаните 11:23-28. Христови служители ли се? Зборувам во безумство. Јас сум уште повеќе. Повеќе се трудев, повеќе пати бев во темници, бев биен премногу, многу пати во смртни опасности. Од јудејците примив 5 пати по 40 удари без еден. 3 пати бев бичуван, еднаш каменуван, 3 пати доживеав бродолом, ноќ и ден поминав на длабоко море. Често патував, бев во опасности од реки, во опасности од разбојници, во опасности од сонародници, во опасности од народи, во опасности во град, во опасности во пустина, во опасности во море, во опасности меѓу лажни браќа, во труд и тешкотија, многу пати во неспиење, во глад и жед, во многу постење, на студ и во голода. Посебно преку се тоа што секојдневно напаѓа на мене, грижата за сите цркви. Колосјаните 1:24. Сега се радувам во своите страдања за вас. И во моето тело го дополнувам тоа што им недостига на Христовите маки, за неговото тело кое е црквата. Христијанските водачи го следат Исуса во тоа што се подготвени да страдаат за своите браќа и сестри, па дури доколку е потребно и да умрат заради својата служба. Павле зборува за себе и за Аполос како осудени на смрт. 1 Коринтијаните 4:9. Тие се прикажани како луѓе кои се соочуваат со недостиг од храна и вода, а освен тоа трпат и необлечени, одиме, не бијат и скитаме по светов. 1 Коринтијаните 4:11. Освен тоа, тие биле навредувани, прогонувани, клеветени и сметани за ѓубриште на овој свет, како исфрлен смет од сите луѓе до сега. 1 Коринтијаните 4:12 и 13. И уште повеќе со тоа што иронично ги нарекува коринтијаните богати цареви, мудри и славни. 1 Коринтијаните 4:8 и 10. Павле покажува дека гордоста не смее да биде присутна меѓу вистинските христијански водачи, бидејќи таа е коренот на поделбата во црквата. 1 Коринтијаните 4:6. Колку сте пострадале за Христа без оглед каква е вашата улога во црквата? Кои поуки би можеле да се извлечат од вашиот одговор?